Шери, што ќе готвиме денес? Епа, здраво гледачи. Шери, што ќе готвиме денес? Пак не знам, што ќе готвам денес. Ајде, ќе видиме. Отвораме фрижидерот, ќе видиме што имаме на располагање. Што ми купи Шери за оваа недела? О, имаме убава пастрамка. Епа, ќе почнеме со пастрамка. Пастрамка. Му треба нешто друго. Гледам овде убава блитва у фрижидерот. Топ. Ајде, блитва. Што ќе ни треба уште? Ајде да почнеме тоа. Ке ставиме, мислам, тестенини. Многу луѓе не употребуваат тестенини со риба, ама јас сакам. Ајде, ке почнеме прво со пастрамката, а тестенини, имаме убави овие таглиатели од злато поле што многу ми се допаѓаат. Ова ќе готвиме денес. Топ, знај. За тестенини, што треба? Вода. Обавезно. Ајде. Тенџерето. Вода. Брзо. Полнеме. И, како ви кажав јас, мојата тајна е директно со ладна вода, млака вода, ги ставам тестенините внатре. Многу луѓе чекаат да водата да врие, јас ја ставам кога водата е уште млака. И не ми треба многу, оти двајца сме, за две порции, ова е доволно. Ајде. Максимално, јачина, топ, му ставаме малку крупен сол, многу сакам крупен сол за тестенини, ама денес ќе додавам уште малку и коцка бујон. Топ, ќе му правиме малку појако вкус на тестенините. Ете, имаме убави коцки бујон од Подравка, да ги употребиме. Топ. Вака. Ајде, да ги вратиме тука. На местото каде се. Точно. Ова ќе почне малку да се топли и додаваме тестенините внатре. Како ви кажав, таглиатели за мене како подлога ќе биде одлично. Пастрамките, идемо. Исто ми треба плекот. Што ви кажав? Риба, месо, секојаш малку ги печам на кожа или на месото, убаво околу да се направи како кора, да кажеме, околу рибата или околу месото, на рингла и после во рерна. Ајде да пуштиме и рерната да биде спремна. Океј, супер. Така. Тава. Шоди во рерна. Ајде. Топ. Све се прави на брзина. Секогаш ви кажувам, емисијата Шери, што ќе готвиме денес? Што е поентата? Да се готви нешто вкусно, убаво презентирано, ти Шери ќе го јади тоа и дома така ќе опреме сите за нашата омилена половина и да го готвиме тоа све со останатокот од фрижидерот. Останатокот, секогаш фрижидерот е убаво, како да кажам, снабден, така се кажува, и што имаме на располагање го потребуваме за готвење. Ајде. Како се пастрамките? Ајде. О, исчистени све. Па, фала многу. Многу полесно за мене. Ајде да земам еден тајник. Да ги ставиме малку пастрамките. Да видиме на што личат. Охохо. Пастрамка, Македонија се знај. Многу ги обожаваме пастрамките. Ова, тука. Малку да ги исушиме, да не се лепат во тавата. Оставам малку од овде салфетки. Не сакам да бидат многу мокри. Ете така, една страна. Од другата страна. Супер. Така. Овде му додаваме малку зејтин и овие ќе ги поминиме малку во брашно. Така, ќе му ставиме брашно. Ние ги поминуваме нормално во еден тањер со брашно. Јас ќе му ставам малку брашно така директно на кожата. Вуаля. Многу лесно, брзо и може директно во тавата. Топ. Мара. Полека ќе се стопли и ќе се бржи. Океј. Продолжуваме.
Ова спремно за пастрамката. Ова спремно за тестенините. Тестенините може. Како ви кажав, јас употребам млака вода. Правилата се топла вода, врела вода, ама ќе видите на крај, секогаш успевам и со млака вода. Ова може да стои позади, вака. Маса, даска, секогаш чиста. Блитва, малку да се исчисти. Ја поминуваме под ладна вода, чисто така. Убави ленти. Слушате? Пастрамката шума да качка. Супер. Блитва, многу е лесно, многу е убаво. Јас го потребам секогаш блитвата, да кажеме, како замена на спанакот. Спанакот, навистина, него имаме цела година, а блитвата може да имаме цела година. Може да се прави улие со това, може да се прави многу различни рецепти. Знамо ти се прати пита со блитва, тоа многу ствари. Во Хрватска, они го употребуваат тоа многу со компири. Го мешаат со компири, малку орис, малку блитва, тоа е нивниот гарнир, да кажеме. Ала, ова се вари, супер. Да чекаме, немаме место више, тоа ќе оставиме на страна, да го пропржиме после како гарнир. Тестенините ќе им треба околу 10 минути. На тој начин, нормално, ќе многу побрзо со врела вода. Оке, вала. Ајде да правиме нешто друго. Кажав ти ќе му направам нешто еден сос. Блага салса, да. Блага салса ќе употребиме. Блага салса. Подравка. Оп. Како ова мириса. Ова, како е така, спремна е од сем. Ништо не треба да му додавате. Јас секогаш му додавам малку натромит, малку розмарин, неколку други зачини, плюс да му го дигнеме вкусот и мирисот. Кој е дигнато мирисот и вкусот, многу хубаво е. Ова да видиме како се спремат тестенините овде. Почна да омекнуваат, како ви кажав, многу брзо. Пастрамката она крска. Печката е при крај на температура. Ќе качиме малку на 190, убаво да се потпече. Јас сакам овде од една страна, ќе ја превртам од другата страна, да фати кора исто. Океј? Браво. Многу добро. Ја превртуваме. Овде кожата ја местиме. Ти сакам секогаш да кожата да личи, да биде убаво. Знаете, кога готвите, секогаш кажувам, мора да биде убаво и на око. Окото прво јаде. Секогаш кажувам, тајнир е како една жена. Го гледате тајнирот, вау, ви се допаѓа. Го мирисете тајнирот, многу убаво мириса. На крај што правите? Па го јадете, па исто правиме со јадењата, исто правиме и со... Воля, оди оваво. Печка се спрема. Видовте, не му ставив ни сол, ни бибер, ни ништо. Све ќе биде во сосот и све ќе биде во зејтинот, во улјето што ќе го употребам после. Ајде. Овде. Сток што ќе употребиме. Да, ќе може ова. Шетава. Вуаля. Вака. Тестенините мора полека да се мешат. Ова да се стопли. Овие тави, секогаш кажувам, тавите инокс. Па микрото ќе остане малку подат таму. Така. Малку ми мрдаше. Ете ова. Ова се топли, ќе ги правиме блитвата, да се стопли убаво тавата со малку маслиново масло. Така. И ова ќе се прави. Да, се стопли, брзо се стопли. И ќе му ставиме исто малку млад кромит, ситно сецкано. Тапла, на брзина. Воля. Вака. Сега одиме со зачини. Медитерански зачини. Уау.
како убав мирис, како убав вкус ке дава ова. Топ. Многу лесно, сега што кажам со ова мелница, само вртите и тече. Супер. След ова треба мешано бибер. Voilà. Сол. Да не забораваме сол. Така, ще веднъж. Мислам оти за зачини имаме доволно. Така, ова се пече. Ете шо, ќе го ставиме малку розмарин од двораc. Вау, ова е супер. Се пече, се прже. Уште ми е тешко неколку пати со терминологијата по македонски. Се пече во рерна, се прже во тава, се вари во тенџере. Тоа ми е малку мене уште не прифатено точно 100%. Ете вака. Гледате како ќе правам. За да имам место, за да можам да продолжам да готвам, ќе му додам малку вода и ова оди во рерна. И нека продолжи да се пече. Го забораваме. Имаме сос. Мало тенџере. Сос. Блага салца. Ставаме во тенџерето. Ова можеме целото, но ако останува, можеме да го вратиме во една мала кутија и да го ставиме во фрижидер за друга рецепта после. Охо, ова е многу јако. Полека. Вака. Да, многу јако беше. Ќе оставиме малку да се оладе. Маслиново масло. Исто. Розмарин, па сега ќе го исечам, за да има повеќе вкус и да се меша убаво со доматиот сос, од салсата. Така, И ова овде. Кога сакаш да оди брзо, треба да пазиш. Да, вуаля. Ова. Тестенини се полека при крај, они вријат. Ете како брзо. И ова многу брзо ми оди, многу јако. А ние, полека, ќе средам тоа све, одиме на реклами. Шери, што ќе готвиме денес? Сосот. Полека. Се спремна, тестенините. Сме при крај, гледаме рибата. Знаете што? Се смее рибата. И блитвата исто. Ми фали уште нешто. Оти убаво да се има сос, да се има подлога, тестенини, да има рибче на тоа, да има блитва, ми треба нешто. Ајде. Имам овде малку рукола. Така. Ќе земам неколку парчиња од руколата и со тоа ќе направиме еден сос, што многу ми се допаѓа мене, чисто, лесно, малку маслиново масло, изблендирано со рукола. Ќе му ставим малку сол, бибер, ништо повеќе. Многу ја сакам руколата, ти тако малку е пикантна. Му дава посебен шмек. Опс. На маслиното, а со маслиново масло, многу добра комбинација. Така. Ајде. Без струја. Ништо. Ќе потребиме миксерот. Така. Ова. Тука ќе му ставиме малку вода. Чисто малку вода и зејтин, маслиново масло. Како 12 лажици. Ќе му ставиме малку сол и мислам оти бибер ќе биде доволно. Ето овај микс од бибер
Много хубав шмек ќе му даде. Така. И после само едно блендирање ќе ни биде доволно. Одиме? Така. Супер. Многу лесно и едноставно. Гледайте. За кратко време имаме едно прелив кој е полно со вкус. Ете така, доволно. Ова ќе оставиме за перење. Хепс. Така. Ова. Го враќаме. Секогаш кажувам, чиста кујна, нема проблем, нема ништо. Оти Шери кој се враќа после дома, гледа убаво јадење, чиста маса, чисто лавабо, што сакате поике. Ајде, одиме на маса, си јадиме и уживаме. Тоа е. Така. Секогаш жените кажат кога мажите готват, прават ужас во кујната. Па овде, во мојата кујна, не. Никогаш. Сега. Да видиме рибчето како е? Пастрамката. Ја кажа, во ти се смееше. Поп. Како е пастрамката? Дали се смее пастрамката? Сега. За мерак. Почнува и кожата сама да се одлепува. Тоа покажува, навистина, оти рибата е спремна. Бритвата. Како е она? И она е спремна. Слободно. Оди таму. Ла. Па, полека, ќе направиме убави тањири. Ја мислам оти сега да селектирам две убави тањири и ќе бидеме добри. Пред се да проверам дали сосот е окей. Ова беше спремна од сем сосот. Знаете, сосовите од Подравка, што се така во тегла, они се спремни, само треба да ги стоплите и ги додавате. Може со риба, може со пилешко, може со свинско месо, може со тестенини, обавезно. Тоа е еден, како да кажам, еден продукт многу лесен за употреба. Тестенините. Исто, како ви кажав, нормално се почнува директно со врела вода, јадне, ладна вода, ги ставам внатре, после кога почнува само да биде млака. И многу брзо се варат, спремни се. Овде само да се исцедат. Така. Полесно. Со капак, оти без капак, тешко. Вуаля. Ајде. Хоп. Оставаме секојаш малку вода во тенџерето. Оти тестенините кои се топли, му требат малку, така да кажеме, течност, да се измеша со останатокот, за да не исушат комплетно. Така. Лажицата, тука ми е. Така. Сега мора уште малку течност да му изведам, оти му оставив малку премногу течност. Така. Супер. Сега мислам оти е окей, одлично. Вака. Да. Ова е спремно, го враќаме тука. Гледате, све ми е спремно во кујната. Само што треба сега се полека да се даде во тањер. И слушам. Шери, доаѓа. Хајде да се спремаме. Две убави тањери. Што ќе земам како тањер? Па овие. Вака. Две големи тањери. Одиме. Прво и основно. Одиме со тестенините. Тестенините како подлога. Какви убави тестенини. Подлога. Вуаля. Исто. Втори тањер. Браво, како ми се допаѓа. Вака. Супер се.
Još je malko. Imame od tenđere to. Kako kažem, 2 porcije, gledajte, ovaka, je dovoljno. Ova. Tuka. Сега, малку od сос. Одне сосот, evo da ti mi по-добро. Убавата сосоча направивме. Ние што не ја направивме, што подравка ја направи, ние само што додадовме малку маслиново масло, додадовме свеж розмарин од дворот. Вау, какво убаво мирис. Топ. Така. Едно топче сос на тоа. Ќе додаваме после. Ако треба, ќе додаваме. Не треба ништо поиќе, сега за сега. Опс. Ова. Штипката. Бритвата како е. Ара, убаво. Пропржена. Вака. Имаме гранката розмарин. Што ја вадиме. Вака. Сега. Така. Опс. Вака. Супер. Какви бои имаме? Ги имаме боите од Италија. Имаме бело, имаме зелено, имаме и црвено. Боите од Италија во тањирот. Сега, најтешкото, одиме со пастрамката. Така. Ајде. Пастрамката. Магнифики. Многу ми се допаѓа. И хоп. Вака. Ова, опашката и се качува. Да не мислиме сега, а? Топ. Епа. Можеме да кажеме од имаме 2 преубави јадења. Сега, final touch. Овај улје што го направив со рукола и со ова оставаме на пастрамката. Како ќе уживаме. Шери, што ќе готвиме денес? Епа Шери, што ќе готвиме денес? Направивме прекрасна рецепта, една пастрамка на подлога од бритва со убав сос, блага салса од подравка и убави таљатели. Така. Знаете што? И се јади. И ми само ти на мојата Шери и се јаде. Епа, ова беше рецептата на денот за денес. Се гледаме утре за нови убави рецепти. Повелете, уживајте и бон апетит. Шери, што ќе готвиме денес?